Поштовани гледачи, стигнуваме до минутите кои ми припаѓаат на одреден начин во распределбата на работните одборски во овој утрински брифинг, а тоа е серијалот кој го иницирав на почетокот на неделата, ќе продолжи и наредната, околу економската понуда. Дали политиката ќе ја вулгаризира состојбата во која и податоците, и програмите ќе бидат на еден или друг начин манипулативни, или како би можело да и пожелиме добро ден на влада која треба да се справи со пандемија на економија, економска рецесија и притоа да планира пораст. Мој денешен гостин и ваш собеседник е Дарко Лазаров, универзитетски професор од Штипскиот универзитет. Тој веќе е некако традиционално стана утрински брифинг соговорник. Дарко, да си дозволам на ти, бидејќи веќе трети-четврти пат разговарам. Нешто многу сте ми исправени. Тоа од програмата ли се исправивте или од спотот што го планирате? Што значи да се исправи Македонија? Па добро, Македонија, добро утро најпрво до гледачите на утрински брифинг и благодарност до поканата да бидам дел од денешната дебата, односно дискусија со вас. Што значи да се биде исправен? Значи да едноставно да се надминат сите порази кои што во изминатиот период на Македонија се случи на сите сцени. Јас со оглед на тоа што сум дел од економскиот тим на ВМРО-ДПМН, овој, да речам, политички слоган го подразбирам како економска обнова на Македонија. Тоа значи дека кога ќе дојдете на власт ВМРО ќе заседи ново дрво исправено и дека се ова што досега било на одреден начин е дефектно, дека не создава никаква акумулативна моќ на која ќе надоградувате своји планови и перспективи. Па добро, имајќи во предвид дека во изминативе 3 години имаше навистина голем број на погрешни економски политики и практично економските резултати во изминативе 3 години го покажуваат тоа. Имаме стапка на економски раст просечно во последните 3 години помалку од 2,5% збораме и пред кризата, визави, например, економските резултати на сите земји во регионот кои што се движат повеќе од 3% стапка на економски раст, не знам, Србија 4,4% во овој измина 3-годишен период, Црна Гора дури и 5% и така натаму, така да едноставно е потребно ресетирање на македонската економија, поставување на сосема нов економски модел кој што ќе продуцира, односно ќе го интензивира растот на македонската економија, но претходно ВМРО-ДПМН има изработено и сериозна преодна стратегија која што ќе биде во насока на амортизирање на негативните ефекти од кризата, бидејќи тие се реалност и едноставно не може да ги прескокнеме, особено во третиот и четвртиот квартал од годината, за да понатаму од 2021 година со сериозен развоен концепт, со сериозна развојна стратегија да тргнеме напред конечно во остварување на... Пред да ги соопштиме тие главни коти, уште малку политичка економија, како што јас бар на времето учев, а тоа е следното, кога велите 2,5-3% е недоволен пораст, освен она блескава година од 5,2% од времето на Груевски, другите години на застој во економскиот развој и на бруто општествениот производ ги памтите, ги апсолвирате, врз основа на нив градите ли континуитет или правите дисконтинуитет и со Заев и со Груевски? Видите, господине Чобовски, она што сакав да го кажам, во контекст на ова што вие го констатиравте, односно го кажувате, е тоа дека ВМРО-ДПМН со да речам ова нова политичка гарнитура која што е дел од партијата, потенцијалните идни креатори, практично во изминативе 2 до 3 години ги адресира сите слабости на сите креатори на економски политики во последните 3 години, меѓутоа и претходно. Така да ова програма со која што сега излегуваме, а тоа е обнова на Македонија, зборам посебно во економскиот сегмент, е систематизирани успешни искуства на брзо растечки земји, како тие се развивале, кои се најдобрите практики во делот на економски политики, нормално прилагодени
на состојбите, условите и на карактерот на македонската економија, меѓутоа многу битно идентификување на сите добри политики во минатото и надминување на сите лоши политики, не само во последните 3 години, меѓутоа и во последните, јас би рекол, 30 години. Зошто? Затоа што практично, ако го погледнете моделот на раст на македонската економија повеќе или помалку, тој има сериозни, суштински, системски и структурни проблеми во изминативе 30 години и тоа е практично причината зошто не само во последните 3 години, меѓутоа и во последните 2 или 2,5 декади после тој посттранзиционен период Македонија не може да генерира одржлив раст поголем од 2-2,5%, зборам на подолг временски период на 5 или 10 години. Во таа насока практично беше и мојот мотив да влезам во дали економската платформа ќе биде својден политички изборен инженеринг или базира на реални предпоставки. Прва моја антитеза на вашето е дека до година очекувате пораст. Во услови во кои ги предвидовте непредвидливостите со ковид пандемијата, со очигледните можности да се најдеме во блокада на совладувањето и на целиот здравствен систем и така натаму. Добро, она што е, да речем, еден од главните ограничувачки фактори на идната влада во делот на економијата е тоа што сериозно се ограничили, се намали фискалниот простор поради тековните задолжувања за амортизирање на негативните ефекти од кризата и тука де факто практично ние сериозно го земавме во предвид овој сегмент во репрограмирање, односно репроекција на идните економски движења, макроекономски движења и тоа беше причината да економскиот тим и тимот кој што работеше на програмата на ВМРО ДПМН мораше да условно кажано беше принудена да редуцира дел од проектите внатре, бидејќи пристапот од првиот ден во креирање на самата програма беше реален во делот на проектите. Од друга страна, она што кажавте за тековната состојба на македонската економија, она што јас би сакал да кажам оваа година и очекувањата дека нели економијата ќе заврши со рецесија од 4 до 5%, барем во овој момент такви се сите проекции, вклучувајќи и на меѓународните финансиски институции, тоа дека наредната година економскиот раст е растот во тековната во однос на претходната година. Колку е пониско нивото на претходната година, толку е веројатноста да растете повеќе со повисока стапка идната година. Тоа значи дека и еве проекциите и на Меѓународниот монетарен фонд и на Светска банка се дека Македонија другата година ќе има стапка на економски раст од 5%. Но тоа не е заради тоа е нивелацијата на оние минус 5, така. Не е тоа реален ново создадена вредност. Не е таа е нова создадена вредност, меѓутоа споредена со претходната година која што иницијално многу ниска, нели? Она што е битно и она на што се фокусира главната програма на ВМРО ДПМН е како да се обезбеди раст на подолг временски период, на период од 5 до 10 години, бидејќи само на тој начин и литературата и праксата тоа го покажува дека само на тој начин може да ние да се надеваме дека во наредниот период ќе имаме значително подобрување на животниот стандард на македонските граѓани. А за да се случи тоа, уште еднаш ќе повторам, потребно е да се менува економскиот развојниот модел на економијата. Ако предвидувате на одреден начин раст на стандардот, а при тоа се уште постојат кошнички на социјални субвенции, тоа не е реален пораст на стандардот. Тоа е практично одржливост на сиромаштијата. Како тој диапазон на разлики ќе го стесните? Ајде вака, јас ќе се обидам да одговорам на вашето прашање преку презентирање на делот таа програма, односно тој нов економски модел, развој модел кој што неколку пати го потенцира во текот на дискусијата. Економскиот модел, односно програмата обнова на Македонија во делот на економијата, зборувам, се базира на 3 столба. Првиот столб е ефикасна држава и силни институции. Ова е многу битно затоа што ова е главниот предуслов за развој на економијата. Во делот на ефикасност во трошењето на јавните финанси потребно е соодветна консолидација на јавните финанси, меѓутоа и преструктурирање на буџетот во насока на насочување на еден поголем дел од буџетските средства за капитални инвестиции, што практично не беше случај во последните 3 години. Ако ги погледнеме параметрите,
за реализација на капиталните инвестиции во претходните 3 години, ќе забележиме дека само 6 до 7% во просек годишно од вкупниот буџет, а ние знаеме дека тој постојано секоја година расте, оваа година се приближува дури до 4 милиарди евра, само 6 до 7% од буџетот кој што го прибира државата од економијата оди за реализација на капитални инвестиции или како процент од бруто домашниот производ, тоа е некаде околу 2,5-2,6%. Што значи дека првиот приоритет во програмата на ВМРО ДПМН е зголемување, односно интензивирање на капиталните проекти со заложба да тие капитални проекти бидат минимум 4% од бруто домашниот производ или минимум 11% од самиот тоа е буџетот. предпоставка дека сте го абсолвирале овој важен сегмент, а важниот сегмент е се уште ќе трае пандемијата, не случајно дојде представник на Светската здравствена организација и ни кажа опаметете се, дека реално гледано нашата економија зависи од опорувањето на нашите светски партнери, а никој се уште не зборува дека 2021 година ќе има напредок во Германија и така натаму. И таму зборуваат за реални големи дефицити, големи задолжувања. Како е вашата програма базирана на реални предпоставки? Еве, пак ќе го повторам овој сегмент. Ние зборуваме во релативни односи, не во апсолутни односи, туку во релативни односи. Што значи тоа? Значи дека од буџетот кој што идната година државата ќе го, односно од буџетските средства кои што ќе ги прибере државата од економијата, минимум 11% ќе одат за капитални проекти. Еве, чисто за гледачите да биде појасно, тоа во апсолутен износ е некаде повеќе од 100 милиони евра, повеќе 100 милиони евра во однос на секоја предходна година во изминативе 3 години, и тоа е значителен импакт за економијата. Знаете, само еден момент. Да. Кога зборуваме за капитални инвестиции, народот е научен тоа да бидат патишта, железници, хидроцентрали и така натаму. Малкумина, и јас ја видов и вашата програма, малкумина зборуваат и пишуваат за клучната инвестиција во човечки ресурси и новите занимања и новите професии. И вие не се занимавате со тоа. Што значи дека целата филозофија на економскиот развој веќе ќе доживее трансформација, работа од дома, дигитализација комплетна, нова вештачка интелигенција, нови перформанси во здравството. Се согласувам со вас, меѓутоа не се согласувам во делот дека во програмата не се земени во предвид инвестициите во човечки капитал и не се земени во предвид инвестициите во индустријата, односно во тие нови технологии. Само за илустрација, видите, кога зборуваме ние за инвестиции во човечки капитал, ние треба да создадеме иницијални предпоставки, а тие иницијални предпоставки е градење на образовна инфраструктура. Значи, образовна инфраструктура значи современи модерни училишта, современи модерни универзитети, современи научно-истражувачки инструменти со кои што фактички академијата, односно професорите ќе можат да истражуваат, да анализираат, да доаѓаат до нови сознанија, нови иновации. Лазаров, дали тоа значи дека правите дисконтинуитет на она мегаломанска идеја у секој село факултет и дека ќе се концентрирате на образование кој создава вредност, на образование на институти и на универзитети кои имаат некаков меѓународен легитимитет? Па, управо тоа е дел од програмата. Еве, ако ми дозволите, јас би презентирал дел од тој столб за градење на национален иновативен систем и поддршка на иновациите, односно на предприемништвото. Во рамките на тој систем се предвидува формирање на национален институт за иновации и трансфер на технологија кој што ќе ги поврзи сите државни универзитети, односно сите истражувачи во рамките на тој институт, и целта на тој институт е да може да му помогне на приватниот сектор, односно на реалната економија, да може побрзо да ги надгради своите техничко-технолошки капацитети, бидејќи практично она што вие го кажавте, во делот на градењето на човечките ресурси е многу важно да се земат иницијалните предпоставки во економијата, односно карактерот на економијата. Кои се тие профили на работници кои што на бизнис секторот тековно
но многу поважно во иднина ќе му требаат. И практично образовниот систем треба да се фокусира на тоа. Кога зборуваме за образовниот систем, не мислиме само на академијата, туку многу повеќе мислиме и на средните стручни образовани, односно на дуалното образование. Ние во претходниот период, особено во последните 3 години, се изнаслушавме од голем број на владини представници за тоа дуално образование, а во реалноста никаде го нема. Дури имавме представници... Има во Прилеп, има во Кавадарци, има такви, но тоа се само знаци. Тоа се само знаци и многу битно тоа е модуларен пристап. Она што е многу битно за нас во градењето на образовниот систем е интегрираност и на образовниот и на иновацијскиот систем. Бидејќи сега имате одредени чинители и во образованието и во делот на како се вика иновацијски систем, меѓутоа тие чинители државни не се поврзани помеѓу себе, а тој синергетски ефект е многу поголем ако едноставно тие се поврзани помеѓу себе во еден систем, меѓутоа тој систем е тесно поврзан и е во тесна корелацијска врска со приватниот сектор. Мора да базира како што обично правиме обнова, нели градиме куќа, пари толку имаме. Дали во сето тоа ви е јасно дека ние ќе имаме буџетски дефицити по основ на новите задолжувања од 1 милиарда, што инаку ВМРО ДПМН здушно вака го поддржуваше техничката влада. Дали на каков начин вие ќе привлечете или ќе инфузирате нова финансиска помош преку еврообврзница и до кој степен ќе биде ограничен лимитот на задолжувањето. Почнавме со 22%, се удвои времето на Груевски, сега веќе сме на граница да го удвоиме и долгот за време на Заев. Што вие ќе преземете? Дали сте свесни на одреден начин дека планирањето на убавите проекти зависат пред се од ефектот на собирањето на парите и парите? Се согласувам со вас. Еве, во тој прв дел од вашето прашање би одговорил дека практично во рамките на програмата тоа е поставено, односно ние се обврзуваме во рамките на самата програма дека буџетскиот дефицит нема да биде поголем од 3% на годишна основа и дека нивото на јавниот долг нема да биде поголем од 60%, кој што е некое критично ниво и според Мастришкиот критериум. Меѓутоа, она што би сакал да го потенцирам и пред вашите гледачи е дека за да реализирате капитални проекти, не мора да значи дека треба да се задолжувате. Буџетските средства или средствата во буџетот кој ги прибира државата во голема мера зависат од економската активност во земјата. И практично ако ја земете констелацијата годинава зошто буџетскиот дефицит е 6,5%, односно 750 милиони евра се потребни за да се покрие таа буџетска дупка, најголем дел од тие средства не достигаат во буџетот затоа што падна економската активност во земјата. Што значи тоа? Ако вие проектирате буџетски дефицит од 3%, а економијата ви расте со стапка на економски раст од 4-5%, вие тие задолжувања ќе можете многу лесно да ги сервисирате, дури и нивото на јавниот долг во такви констелации би се намалува, односно би се консолидира. Сигурен во тоа. Секоја отплата на кредитот или задолжувањето базира дека порастот на бруто општествениот производ на годишно ниво треба да го отплаќа кредитот. На годишно ниво се разбира, но со 3% во услови кога нашата последна евроврзница е 3,97 или така нешто, без овие тековни трошоци над 4, како ќе покриеме евроврзницата? 4,5, а 3% имаме бруто општествен производ. Тоа е управо и целта практично на самата програма. Тоа е интензивирање на економската активност во земјата кој што ќе обезбеди раст од 4-5% кој што ќе овозможи фискален простор за имплементација, односно за реализирање на сите планирани капитални проекти, бидејќи внимавајте, инвестициите во форма на капитални проекти имаат мултипликативни ефекти во економијата. Го заживуваат градежниот сектор, заживуваат голем број на сектори поврзани со градежниот сектор и во таа спирала внатрешна на мултипликативни ефекти економијата само од себе се забрзува. Сега јас сум добар домакин. Ќе ви одземам 30 секунди да се напиете и водичка и ова. Поштувани гледачи, следите ТВ интервју со Дарко Лазаров, универзитетски професор. Вчера овде беше и Горан Рафаиловски, пред тоа сега да не ви ги споминам сите. Во понеделник ќе разговарам и со универзитетскиот професор од Ван дер Штул
професорот Шукаров, така да ќе имате малку по-експертска анализа на тоа што нудат програмите. Јас сега ќе бидам малку брутален политички, а тоа е кога ја гледате вашата програма и кога ја гледате програмата на СДСМ. Убедени сте дека вашата програма е подобра? Дефинитивно. Прво затоа што Врз основа на кои параметри? Врз основа на прво на параметрите дека во изработката на програмата, пак ќе повторам, цело време кога зборувам за програмата, во најголем дел мислам за економската програма, каде што практично јас сум инволвиран, е тоа дека на оваа програма, економска програма на ВМРО ДПМН работеа сериозни луѓе со сериозен капацитет, со сериозно искуство, економски од реалниот сектор, беа вклучени голем број на меѓународни експерти кои што имаат работено на програми на високо развиените земји, кои што биле консултанти на мултинационални компании кои што имаат искуство и од реалниот сектор, меѓутоа и од економската теорија. Тој првиот практично првиот аргумент зошто мислам дека програмата на ВМРО ДПМН е многу посериозна и многу посериозен пристап има во делот на креирање на тие економски политики, односно мерки. Второ, она што сум сериозно убеден и од теоријата во изминатиот 10 годишен, 11 годишен период од моето академско искуство е тоа дека овој економски модел кој што е преточен во програмата Обнова на Македонија е вистинскиот модел за македонската економија. Ако ми дозволите, јас накратко би дал некои од тие контури. Ќе го изгубам правото од понеделник уште еднаш два пати да дојдете, зашто сакаме да го видиме и фидбекот на критичарите и аналитичарите на вашите програми. Јас не можам да си го земам правото сам да бидам критичар, значи да помине една палета, така што имате од сега отворена покана за понаредната недела, кога предполагам дека ќе се појават и дел од стопанските комори, бизнисмените со анализа на економските перформанси. Ви благодарам уште еднаш на тоа што одвоивте време. Поштовани гледачи, како што реков, гостин беше Дарко Лазаров, универзитетски професор и член на економскиот тим на ВМРО ДПМН во состојувањето на економската програма.